Колеги, можеме? Окей. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани собственици и менеджмент на Римес, драги млади луѓе вработени овде во Римес, почитувани министерки, директори кои се со нас денеска. Заедно со Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, денеска имаме таа чест да соопштиме една значајна новина која се однесува на младите луѓе. Владата на Република Северна Македонија на својата 164-та седница го утврди предлог законот за младинскиот додаток, кој дојде како предлог на Министерството за труд и социјална политика. Со младинскиот додаток поттикнуваме вработување на младите лица во дејностите на производството по завршување на средното образование и го зајакнуваме нивниот стандард. Младинскиот додаток ќе биде овозможен во висина од 3000 денари месечно и ќе им се плаќа на млади луѓе до 23 години возраст со завршено најмалку средно образование. До младинскиот додаток ќе имаат пристап младите кои се вработени со задолжително социјално осигурување кај работодавачите или се самовработени во компании со претежна производствена дејност, млади кои што се вработени преку приватна агенција за вработување на работа кај работодавач со претежно производствена дејност, како и младите индивидуални земјоделци со задолжително социјално осигурување. Освен како придонес за повисок животен стандард, со оваа мерка им излегуваме во пресред на потребите на работодавачите со соодветно квалификувана работна сила која тие бараат меѓу стручно образованите млади луѓе. Значи добиваат и младите, добиваат и работодавачите. Оваа мерка за поддршка на стандардот на младите, вклучително со поддршката на субвенционирањето на придонесите во компаниите што ќе им ги зголемат платите на младите до 23 години до 6000 денари, значително го јакне стандардот на нашите млади граѓани. Сите овие мерки, вклучувајќи ги и мерките за стимулирање на интересот за дуалното, односно стручното образование, зголемувањето на фондот на оперативните мерки за вработување кои вклучуваат тренинзи и оспособување на младите за профили кои се барани на пазарот, во огромна мера им отвара шанса за вработување на нашите млади сограѓани. Со воведувањето на младинскиот додаток, владата продолжува посветено да работи на подобрување на условите за живот на сите лица во Северна Македонија, секако посебен фокус ставаме на младите луѓе, заради тоа што и процентот на невработени млади луѓе е најголем. Конечно, како заклучок, секој млад човек што работи во производство или сака да работи во производство, покрај својата плата, која што ја добива и придонесите, од државата преку Министерството за труд и социјална политика ќе добива 3000 денари дополнително пари. Ние мислиме дека сите тие млади луѓе кои што не се за факултет, не сака да одат на факултет и слично, можат порано да почнат да работат. Традицијата кај нас е 26-27 години, кога веќе планираат да оформат семејство, тогаш тргнуваат да работат. А до тогаш се случуваат мал милион девијантни појави, алкохолизам и други работи. Целта е да го збогатиме во делот на лепезата на понуда за работодавачите, да имат поголем корпус на млади луѓе од кои што ќе бираат стручно квалификувани млади луѓе, ама и младите покрај платата ќе знаат дека добиваат дополнително 3000 денари. Верувам дека таквата мерка ќе даде сериозен резултат на мотивирана, продуктивна младина во државата, но дефинитивно исто така ќе придонесе да навистина бидеме квалитетни и за себе и за идните семејства младите кои што ги формираат преку дополнителната ваква стимулативна мерка и на крајот да го намалиме и процентот на невработеност кај младите луѓе. Благодарам. Имате ли досега направена група? Директорот? Може да кажете нешто? Билете ќе кажува од производството, она најмногу. Така. Браво. Почитувани медиуми, почитувани граѓани, почитувани присутни, домаќини. Мене ми е навистина драго што денеска сме во една компанија која што може да се каже дека од разговорот со домаќините дека повеќе од 10% се млади лица до 23 години. И тоа укажува дека компаниите навистина растат ако имаат повеќе млади лица во своите компании. Но кога дискутираме па со младото население дали сакаат да се вклучат во производство, тука дилемите се на некој начин појасни дека подобро би одбрале друга работа отколку производство. Но тоа мора да се промени. Економијата се движи преку вакви компании
компании кои што се домашни, кои што се силни и кои што на младите лица им нудат квалитетен живот. И токму затоа ние како влада, посебна почит кон премиерот Заев, но исто така и Агенцијата за вработување, навистина се трудиме преку оперативните мерки за вработување, а овој пат и со посебен закон, да инвестираме во младите, да се тие преквалификуваат, доквалификуваат и да се вклучат во реалната економија. И тоа го видовме низ пракса дека навистина одлична сума на финансиски средства се вложуваше во оперативните мерки и дава резултати. Но со овој закон директно сакаме да ги поттикнеме младите дека освен што ќе добијат платата во компанијата, дека државата се грижи да тие останат тука и да продолжат да се развиваат како млад потенцијал и ќе добиваат 3000 денари. Овој закон засега има траење од 3 години и се однесува за млади до 23 години. Но ако оваа мерка даде резултати и ако ние вистина ги стимулираме младите веднаш по средното образование да се вклучат во производство и тука да ја градат својата кариера и да растат, па понатаму и на факултет да се вклучат, но при тоа и да работат, навистина за нас ќе биде поттик да продолжиме со оваа мерка и да изнаоѓаме вакви креативни решенија заедно со работодавачите, за да може да ги поттикнеме младите да останат во нашата држава и да продолжат да работат во реалниот сектор. Благодарам. Повелете се со прашање. Директорка Како да не се заборавиме. Почитуван премиер, почитувана министерка, почитувани домаќини, почитувани медиуми, граѓани, млади лица. Јас би сакала да кажам дека младинскиот додаток ќе се доделува преку Агенцијата за вработување. По влегување во сила на законот, младите лица до 23 години кои што се во работен однос само треба да поднесат барање во Агенцијата за вработување, односно во надлежните центри и да достават трансакциска сметка. Потоа по службена должност сите податоци ќе ги обезбеди Агенцијата за вработување и на трансакциската сметка кон младите лица ќе бидат исплатени тие дополнителни 3000 денари. Исто така, ова важи и за идните вработувања кои што ќе се направат во дејноста на производството. Јас би сакала да напоменам дека работодавачите немаат никаква обврска дополнителна во делот на доделување на овој младински додаток. Целата соработка ќе оди помеѓу младите лица до 23 години и Агенцијата за вработување. Благодарам. Имате ли во моментот груба бројка колку до сега се вработени во до 23, колку би можеле да искористат оваа мерка? Над 4000 млади лица до 23. Па ние ја водиме евиденцијата до 29 години, значи околу 20% се млади лица до 29 години. Евидентирани како активни баратели на работа, нив ги велиме лица кои што бараат работа. Околу 4000 до 23 кои што во моментот бараат работа. Не 4000 лица во моментот, извинете, се вработени во производствена дејност и по автоматизам веднаш постапување во сила им следува младинскиот додаток. Колку средства се предвидени за оваа мерка во буџет? Значи, во овој месец, согласно пресметките, согласно бројката што во моментов се вработени, меѓутоа се разбира ќе има и очекуваме дополнителни вработувања, се обезбедени средства, има средства во буџетот на Агенцијата за вработување. Се зависи од поднесените барања. Има во секој случај за овие што во моментот се вработени и се предвидени дополнително за нови барања, очекуваме нели нови вработувања, зголемување на бројот на регистрирани пријави на работен однос во производството. 15 милиони се во моментот, да. Во моментот издвоени за До министерката Царовска, ако може. Прво честитки за вчерашната награда. Во однос на вчерашниот случај кој што се случи во игротеката во Державу Капитол, кои мерки ги преземате и дали се размислува за лиценца да добиваат оние негователки кои што во иднина би сакале да ја работат таа работа? Во законот постои опција физичко лице да добие лиценца за грижа. Но често родителите одлучуваат лица блиски до нив да бидат негователи и не избираат да има лиценцирани воспитувачки негователки во нивните домови или луѓе кои што се грижат за нивните деца. Сепак ги поттикнувам родителите, има организации, има компании кои што вработуваат само лиценцирани негователки воспитувачки и токму затоа ние во законот и за детска заштита гарантиравме дека физичко лице може да се стекне со лиценца и да работи, да речеме, професионално во оваа област. Онако што се случи вчера, мислам дека институциите итно изреагира, се поднесоа пријави како и со минатиот случај каде што имаше физичко насилство врз дете и сметам дека како влада и како држава навистина постигнавме едно повисоко ниво на грижа и реакција во вакви случаи. Сметам дека не смее да се случуваат вакви работи затоа што децата од мала возраст доколку се изложени на насилство навистина го губат својот потенцијал, но исто така и се стекнуваат со одредено, да кажеме, однесување кое што понатаму ќе го практикуваат како насилно, а тоа не го сакаме и како влада постојано апелираме дека сме воопшто нетолерантни на насилство и се стремиме кон нула толеранција во општеството
кон насилството. Повикана е негователката или родителите да се поразговара во однос на овој случај? Видете, тука веќе институциите постапуваат, не сметам дека треба во моментов да навлегуваме, кога ќе има детали, двете институции кои што се надлежни за ова прашање ќе излезат со став. Дали имало лицензирање? Значи, штом ќе имаме информации детални за целиот случај, до каде постапувањето, кој е одговорен во сите органи на управата и на истрагата, ќе бидат известени. Прашање до премиера, имаше изјава од министерот за диаспора Адеми дека Европската унија се противала на ветинг во судството. Навистина се противала Европската унија на ветинг во судството? Тоа беше коментарот за нашето ветување пред изборите, кој што всушност е ветинг. Тоа беше распуштање со реизбор. Тоа е де фактички ветингот. Нивните аргументи беа јасно кажани, јас неколку пати ги повтарам нашите министри од владата, беа дека треба да се оди на индивидуална одговорност и второ дека нема капацитет, ресурсен центар кој што евентуално при ваквиот ветинг би ги надополнил испразнетите места. Тоа беше. Но сега веќе Академијата продуцира 60 кандидати. Веднаш на почетокот на 2020 ќе продолжат со нови 60 кандидати. Преговараме со Европската унија и сакаме да постигнеме така наречена брза лента, која што ќе ни даде можност да сите правници над 5 години работно искуство, алудирајќи пред се на тие стручни соработници по судовите во обвинителството, адвокатите, но и други правници кои што имаат веќе практично искуство, да можат 3 до 4 месеци додатно тестирање, да полагат испитот и да можат да бидат идни јавни обвинители и суди. Секако сме земја кандидат за членство во Европската унија. Тоа доправа ќе го разговараме и преговараме со Европската унија. Нашите аргументи се ние сме мала земја, ако не ги искористиме капацитетите кои што знаат, кои што веќе имаат свое практично искуство, тогаш не би можеле да ги користиме сите можности кои што ни стојат како држава. Верувам дека ќе се разгледат сите варијанти, она што значи поголема продукција на идни кадри за јавни обвинители за суди, но и ваквите брзи ленти ќе овозможат еден процес кој што дополнително, како изразена веќе политичка волја во општеството, можеме да го надополниме. Ваквиот процес, уште еднаш да напоменам, мора да ги извади политичарите надвор од ваквите комисии за спроведување на ветинг, значи мора да бидат стручни експерти, препорачувам и меѓународни кои што ќе влезат внатре за да се спроведуваат процесите. Следува за нашата земја сериозен, месечен, па и неколку годишен процес на севкупна трансформација на општеството. Тоа е преговарачкиот процес. Верувам ни сите тие процеси ќе ги најдеме најдобрите решенија и во правосудството. Значи ние сакаме ветинг, Европската унија поддржува на некој начин ветинг. Европската унија бара прво да се најдат начините, добро да се осмисли, заради тоа што искуството во Албанија покажа дека ветингот сериозно создава поголема одговорност, ефикасност и слично, но таму се испразнија некои 200 места и нема од каде да ги пополнат. Гледајќи го тоа искуство, најдобро намерно препорачуват прво да ги решиме претходните прашања, кои што се поврзани, па после да се почне и ние сме разумни околу тоа, заради тоа што е лесно прифатливо и сватливо. Јас имам уште едно прашање од правосудството. Излегоа два извештаи различни од апелацијски суд дека во еден извештај пишува дека Катица Јанева може да се лекува во притвор, а после неколку дена дека треба да излезе и во домашен притвор да продолжи со своето лекување. Има ли некаков начин да се решат тие сомнежи, бидејќи се повеќе вака се намалува довербата во судството? Секогаш за било која институција која довербата вака со разноликост во информациите исправена е излегување јавно, соопштување, тоа е функцијата на транспарентноста во постапките. Во правосудството нема никаква забрана законска. Напротив, има мотивација за транспарентно давање на информациите од интерес на граѓаните. Јас верувам дека соодветниот суд кој што донел таква одлука ќе ги каже во детали сите причини за својата одлука, заради тоа што таа одлука, веројатно како и во сите други постапки, се носи од судски совет, формиран да одлучува за оваа работа, треба да ги каже соодветно аргументите за својата одлука, за да знае јавноста навистина кои се причините за ваквата одлука. Премиера, алатката за отворени финанси покажа дека 20 милиони евра се исплатени годинава за извршување. Извршителите наплатиле од институциите 20 милиони евра. Каде е тука одговорноста, односно кој ќе одговара за тоа што граѓаните плаќаат повеќе пари од тоа што реално судския досуден? Значи, знаете дека со новиот закон за извршителите ги намаливме трошоците до 30, па и за некои работи по 30%, тоа што беа. Но предметите кои што беа започнати порано, новиот закон не можеше да ги рефлектира и самиот ваков податок ја покажува грозотијата колку тоа, ако видите во дополнителна аналитика, колку од сиромашниот народ
се одзимаат пари заради тоа што сиромашните не може да платат, не дека не сака да платат. Толков е доходот и за жал заглавени по кредити, по сметки, по други обврски се случува тоа. Ние донесовме закон кој што дефинитивно ќе ги отстрани ваквите калемења на трошоци. Размислуваме понатаму дури за развивање на законски решенија кои што ќе помогне во каматите. Се праќаат огромни камати, па затезни камати, па слично. Ако сакаме стрекна држава, државата мора да води грижа токму и за тоа. Министерството за правда прави сериозна анализа и на работењето на извршителите, на нотарите, па дури и на адвокатските комори со адвокатските тарифи, за да може дефинитивно да направиме едно фер општество. Затоа што имаме фели професии кои што се екстремно богати, тоа го гледаме, од пренесено јавно овластување, а од друга страна народот ни плати и плаче со преку 200.000 блокирани трансакциони сметки, заглавени во еден бесконечен лавиринт. Ние го направивме чекорот, знам дека задоволството не е комплетно, ти не можеше законот да важи ретроактивно назад, но нема да останеме тука. Ќе продолжиме понатаму да развиваме уставни и законски решенија кои што ќе бидат исклучиво од полза на граѓаните. Благодарам.